Почитувани граѓани, почитувани медиуми, почитувани пратеници, овие пратенички прашања до сега сум се чувствувал најмачно од неколку причини. Првата причина е очигледното апологетство на Димитар Ковачевски на владата кон овие од ДУИ и оној одвратен перформанс на некултура и на ароганција на Артан Груби на Димитар Ковачевски. Заради тоа што, ако сметате вие, секогаш кога сте најден во тесно, и тоа ви се случува неколку пати, еднаш се обидовте, барем вие така мислите, дрско да го навредите полковникот Ковачки, и втор пат сега со колегата Миле Левков. Тоа само вие мислите дека некој го навредувате, а всушност тоа говори каков човек сте вие, а не какви луѓе се другите. За Артан Груби нема да го кажам моето мислење, зашто ќе го зачекам да дојде тука, па да му го кажам директно во очи. А второто е, ми се смачи од овие партиски соопштенија кои што ги читате тука и се фалите дека бегате од реалните проблеми на граѓаните. Ама, господине Ковачевски, граѓаните се многу мудри и проблемите кои што ги обременуваат секој ден и така ќе ги адресираат. Истите анкети кои што ги гледа ВМРО-ДПМН, ги гледате и вие, и токму затоа ја прикажувате оваа нервоза. Ајде да почнеме од моето прво пратеничко прашање. Ги имам три и сите се кон председателот на владата Димитар Ковачевски. Првото ми е за фондот за здравствено осигурување. 14 дена беше тотално нефункционален. Можевме да видиме дека директорите кои што се двајца на број бега, не одговараа пред новинарите, имавме тотално дисфункционален систем кој што и лекарите, аптекарите и оние кои што се пациенти не можеа да го користат. Слушнавме дека тоа било дел на хакерски напад, па се бараше откуп. Исто така, таа институција има доста многу забелешки од Државниот завод за ревизија кои што се констатирани и отворени неправилности, и сите три прашања ми се концепираат на едно прашање на крајот, а тоа е како поединечно ќе ги наименувам, дали некој во оваа држава ќе поднесе одговорност за нешто. Господине Ковачевски, многу здравствени услуги беа недостапни, здравствениот систем и официјално влезе во колапс, системот е се уште падни стани, директорот вели, јас не сум IT експерт, не знам дали системот функционира или не функционира, ама не функционира системот, и несериозно е 14 дена со обезбедување да се бркаат новинарите и лекарите кои што штрајкуваат за да си ги земат платите. Она кое што е директно прашање кон вас, дали некој ќе поднесе морална одговорност и дали се планирани оставки од Фондот за здравство. Тука зборувам конкретно на директорката, затоа што ми е јасно дека генералниот директор нема да го санкционирате, заради тоа што прво е на, би рекол, службен пат во Соединетите Американски држави, кој што наместо веднаш да се врати затоа што податоците на сите граѓани на државата беа загрозени, тој работи на своја собствена политичка доквалификација, а и малте не е неказнив заради тоа што е генерален секретар на ДУИ, а таму не смеете да им писнете, па затоа прашањето ми е кон директорката. Второто е за еврообврзницата. Ковачевски, направивте многу голема штета на кредитниот рейтинг на државата. 5 дена низ Скопје патуваше документот со кој што требаше да биде таа еврообврзница реализирана, и замислете ги овие гениалциве од власта, на 10 требало да ја издадат, а подписот, односно решението или актот кој што требало да биде подпишан од Топанчевски, стигна во Министерство за правда на 15, односно 2 дена откако тој бил разрешен. Сега, добро и 5 дена да е тогаш, тоа е уште пострашно. Ова е одвратна неспособност од овие кои што ги управуваат институциите на власта. Прво е обврзница со 6,5% камата, која што ја прави покрај онаа од 2009 убедливо највисоко до сега. А второ, она кое што треба да се знае, зошто вие како премиер па не сте ја подпишале на крај, не сте го подпишале тој акт да издадете еврообврзницата. Можете со одлука на влада. Сега прашањето што се поставува. Ако сте знаеле дека е тоа така, ден предходно, сега за ова го зборував. Само жал ми е навистина што не може да се зумира за да го видат граѓаните одвратното однесување и да речем кочијашкото, како тоа вчера што го имаше тој што ја носи функцијата председател на Собраниот, председателот на владата. Ке продолжам заради тоа што не паѓам лесно на провокации, заради тоа што тоа се обидувате да го правите цел ден, а тоа е да избегате од одговорите на прашањата кои што се најактуелни изминатите 30 на денови. Веднаш потоа издадовте обврзница кон домашната економија, кон домашниот пазар од 130 милиони со каматна стапка од 5,25. Прво ги лажевте луѓето дека правите одреден систем за да им ги исплатите платите од Централниот трезор, а реалноста е дека
немавте пари во буџетот да ги исплатите платите. Кажете ми друга држава во светот која што на ваков начин има направено ваков пропуст. 4 куќи кои што се многу сериозни од Северна Америка си имаат инволвирано во овој процес и ние тие средства ќе треба да им ги платиме на нив заради тоа што се инволвирани во процесот. Кажете за колку ги оштетивте македонските граѓани и она што е важно, кој ќе сноси одговорност и дали вие како Димитар Ковачевски сте спремен да поднесете одговорност доколку каматата на наредната издадена еврообврзница биде барем за 0,5% поголема. Дали вие ќе поднесете одговорност? И сега ќе ви кажам зашто. Споменувате тука имиња на премиери. Кире Наумов, кој што во моментов мислам дека е се уште директор на Развојната банка, тогаш пишуваше писма кон инвеститорите, кога владата на ВМРО ДПМН требаше во 2016 година да издаде еврообврзница. Откако пропадна издавањето на таа еврообврзница, наредната еврообврзница, оваа држава и граѓаните ги чинела плюс 25 милиони евра, заради разликата во камата. Сега, најверојатно ќе ги чини минимум 18 милиони евра плюс, тоа што овој Ковачевски и овие од владата не пресметале дека треба да го испратат актот на времено и го испратиле, замислете, 5 дена откако министерот кој што е ресорен и треба да ја подпише, си заминал од функцијата. Сега за тоа треба да има одговорност и прашањето ви го поставив, се надевам дека директно ќе ми одговорите. И третото прашање за правосудството. Ковачевски, над 80% од граѓаните сметаат дека правосудниот систем е корумпиран. 79,8% сметаат дека има корупција во судството и во обвинителството. 65,7% од граѓаните сметаат дека во Република Македонија не може да се добие фер судење. 73,9% граѓани велат дека во земјава законите не важат подеднакво за сите. Во 2019 година 60% било, значи кога беше Заев, каков и да е, 60%, а сега кога вие сте, дека вие сте најдобар, читате тука цел ден соопштенија, 8 или 9 дена ве слушаме тука како ни се фалите, како вашата влада е реформска, како вие поставувате резултати и ќе сте победеле со Европската коалиција, сега 75% од граѓаните сметаат дека судството не е независно. Дојдовте на власт со паролата нема правда, нема мир и прашањето кое што ми е од аспект на темата правосудство, заради тоа што вашиот претходник правеше и комитети и работни тела, сега вие го менувате Тупанчевски, кој што е професор, без разлика што немам никакво мислење за неговите перформанси, кои што се многу помалку од доволни, како новиот министер ќе помогне во реформирањето на правосудниот систем, во кој што, замислете, 3% од граѓаните имаат само доверба, односно над 96% од граѓаните имаат негативно мислење. Ковачевски, ако сте дошле на власт со обвинување дека нема да има мир, односно со теза дека нема да има мир додека нема правда, и со обвинување дека тоа е режим кој што ги има заробено институциите, па споменувавте тефтерчиња, кажете ми за ваквата актуелна состојба која што по анкетите направени од ИПИС, а извадени во емисијата Детектор, кај една почитувана новинарка, дали некој за ова ќе поднесе одговорност? Трите прашања ми се многу јасни и пред да ми ги одговорите, сакам да ви укажам на една работа. Сакам директен и јасен одговор на трите прашања, а не политички тези кои што се на искуцаните партиски соопштенија. Ве молам да го почитувате дигнитетот на институцијата Собрание, заради тоа што во изминатите денови тотално се обидовте да го струшите, правејќи циркус од оваа институција која што е улка на демократијата. И повторно сакам да ви укажам дека секое ваше однесување, исто како на претходните денови, ќе ви биде соодветно возвратено со истата некултура и тон. Благодарам.